Во најновиот проект насловен Пресек за скулптурата над, Славчо Спировски ги продолжува истражувањата поврзани со различни прашања за појавноста и екзистирањето на скулптурата денес. Спировски го провоцира погледот на гледачот преку ритмичка игра на полно празното и прецизниот разборот на елементите во расчленетата просторна инсталација. Во случаја формално би го опишале склопот нови елементи како композиција од 15 објекти со класична форма и димензија на вообичаени галериски постаменти. Тоа е во најголем дел една контемплативна уметност. Уметност која што тера на размислување на кое што му се навраќате и навраќате. Тоа дека се игра со митот во скулптурата, тоа дека знае, например, постаменти во кои што се обично секундарен дел од секоја изложба. Скулптурата вообичаено е дело кој што се поврзува со простор, со постамент и со дело. Сега, јас малку ја менувам концепцијата на работите, сакам да си поиграм малку со тие постулати на скулптурата основните. И идејата првично појде од тоа како јас со постаментот можам да си играм. Значи, баш се работи за игра со дефинициите. И всушност се надевам дека публиката ќе види нешто ново, нешто интересно и нешто што ќе го привлече за да размисли на друг начин. Ние со Славчо сме во релација уште од студентските денови, кога делевме одредени часови меѓу Музичката и Ликовната академија и со кој што, меѓу другото, имаме направено и прекрасна соработка, која што како еден проект се нарекуваше соработка помеѓу уметностите, меѓу мене и тројца млади скулптори, Славчо беше еден од нив и направивме еден многу убав проект во Македонија. Постаментот кој вообичаено се дефинира како архитектонска потпора или основа за скулптура, за Славчо Спировски е објект со особена уметничка провокација и примерно значење во концептуалното истражување на проблемите на ликовноста. Ова изложба која што ја препорачувам на сите посетители на нашиот културно-информативен центар, на оние што ја сакаат ликовната уметност, но и на оние кои што ја сакаат уметноста воопшто, заради тоа што и во уметноста, за музиката знаеме, но во ликовните уметности еве присутна ни е и математиката. А велат дека математиката и музиката се најблиску до оние сфери од каде што ни доаѓаат сите инспирации, сите таленти, сфери во кои што силно веруваме сите ние, сфери на поголема духовност. Како инспирација од францускиот композитор Клод Дебюси, кој што бил инспириран од уметничко дело на јапонски уметник, а во овој случај младите скулптори беа инспирирани од изведбата моја и направија скулптури. Конкретно Славчо ја направи скулптурата што се вика Blue Piano, Сино пијано, и на тој начин направивме една многу убава врска. Јас имав можност да присуствувам на уште неколку негови изложби и да ја впивам оној посебен начин на размислување на овој тип на уметници, кои што во секој случај се апсолутно инспиративни и за музичарите. Кај луѓето побудува можност да размислат и да ми понудат друг концепт. Како тие го размислиле, како го сватиле делото, што всушност е баш тоа што го посакувам јас од моите дела. Ако може да седнеме, да направиме муабет и всушност да излезе некоја нова идеја, да излезе интересен разговор. Славчо Спировски во своите досегашни дела се потврдува како исклучително љубопитен и аналитичен автор, кој со игра го деконструира митот за скулптурата и одново го формува на сопствен начин, создавајќи своевиден метапростор или ментален простор за размислување и осмислување на многу прашања и комбинации.